Имавме пациентка со оштетен слух, оди на преглед и докторката ни кажува: "Во ред, ја разбрав од прилика." И тука баш бев на моментот, не може лекарскиот преглед не може да биде од прилика, бидејќи се работи за точни дијагнози, за болести кои што се сериозни и не можеме да кажеме дека ништото го разбираме од прилика. И тука ја реков, не е за од прилика, него мора точно да ја разберете за да знаете што се случува, бидејќи може да се погреши со дијагнозата, се погреши терапијата, тогаш настануваат проблемите. Тогаш кој ќе ја превземе одговорноста? Договорот траеше 3 месеци, почнувајќи од октомври до декември. Искрено се надеваме дека ќе се продолжи како и досега, затоа што глувите лица имаат многу голема потреба од доктор, од посета на доктор специјалист. Јас и мојата колешка Јелена потекнуваме од семејство со оштетен слух, каде што и двајцата родители ни се со оштетен слух, и тука многу добро знам што значи да имаш толкувач или некој што може да ти го пренесе тоа на знаковен јазик. Без толкувач на доктор не може да се воспостави точна дијагноза, верувајте ми, затоа што сме имале многу случувања каде што погрешни лекови се пијат или воопшто не се прима некоја терапија се од недоразбирање. Имам лично многу лошо искуство со пациентка која требаше да пие, односно терапија целосна. Меѓутоа помислила дека докторката ја дала само за 2 дена за болки во стомакот и ја престанала многу важна терапија. Па претходно без толкувач наистина беше многу тешко, идеше се преку сопишување или морав да замолам роднини да ми помагаат или толкувачи кои се слободни доброволно да дојдат да ми помогнат. Беше тоа молење за толкувач, молење за да разберам што се разговара. Сега од кога се вработија толкувачите и од кога си слободен да им се јавиш и без никаков срам да ги побараш за термин, за комуникација со доктора е многу полесно. Многу ми е леснато. Нашата работа започнува од моментот кога ќе го договориме времето, местото, па се до крајот, до аптека, до подигање, купување лекови. Имаме баш ситуации каде што имаме пациенти кои што се болни од тешки болести, каде што ни самите не се свесни која болест ја имат. Значи, тоа е стварно многу тажно и страшно да не бидеш известен на својот јазик. Имаме ситуации каде што се случуваат и убави работи. Млади родители со оштетен слух кои што имаат новороденче и мора го носиме на преглед, бидејќи кај некој глувоста е наследна, но и кај некој не. Малце беа во паника каков ќе биде исходот, но резултатот беше дека нема никакви оштетувања и тоа беше баш среќен момент за родителите, а исто така и за нас. Пред да се појави ковидот, да, некако беше со пишување, па со читање од уста,
Некако се снаоѓавме. Меѓутоа, после ковидот, кога веќе сите треба да носат маски и сите стававме маски на лицето, покрај тоа што не можевме да го читаме говорот од уста, не сака ни пенкалце да си подадеме. Нели беше опасност да не се пренесе вирусот. Тоа беше многу лошо искуство и многу тешко за нас. Не стави во ситуација да сме заглавени. Подобро е со толкувач. Некако срцето ми е поисполнето, полеснително. Некако како полесно да дишам, бидејќи моите раце се средство за изразување и комуникација. Тоа е нашата средство за комуникација. И моите роднини кои што сакаат да ми помогнат, моите пријатели, нивната комуникација е говорот. И тешко е да се чита од уста. Ми беше оттежната комуникацијата, не ги разбира сите информации. Ми беше оттежнато. А со толкувачот е поедноставно, да кажам одлично. Се случува до 40 повици неделно. Сега ова е груба бројка, но се случува стварно да имаме повеќе повици во текот на денот. Пред работно време, после работно време, тоцна во ноќ. Сме работеле и на операција сме присуствувале, сме биле 24 часа присутни како придружба.